Денес во машина бевме гости во уште еден нов бенд, се викаат Супер Хикс. Не се нов бенд? Не, да ви се правиме од почеток. Добро, кажи ми писе за Супер Хикс. Супер Хикс постои негде од 93-94 година. И во почетна формација бевме трио, во таа далечната 94 година. Започна да се прошири бендот и со неколку измени да дојдеме до 6 души и дувачка секција. Денеска ни отсутен Живко, го поздравуваме. Така. Пеце бубњарот ви отиде во Англија, имате нов бубњар. Не сека да го прашаме ништо. Како Супер Хикс? Па не знам, ова е втора проба, сега е супер. Прв пат свирам ја ваква музика. Ке биде. Да. Кажи ми што музика свири Супер Хикс? Ја да ти кажам што музика свири. Па свират, не знам, некои свират од свинг, мислам, па свират све, свират панк, свират ска панк, свират свинг, имаат све. Имаат дури неколку секунди хардкор.
Најдрагата моја свирка. Па може да кажам, не, мене лично најдрага свирка ми е на фестивалот кога настапиме пред 3 години со Хладно пиво беа гости, сега името на фестивалот го заборев. Панк хардкор. Да, така, панк хардкор фестивал беше, уште работеме во таа трио формација. Бевме тешки панкери, имавме по 90 кила сите. Да, па ова е нова фаза на Супер Хикс, мислам нова од пред година и пол, две речиси. Работиме со дувачка секција, малку го изменевме од тогаш звукот, повеќе сме ориентирани на ска, свинг, хардкор, панк си остануваме пак во некоја основа така. Може да се каже доста елементи останаа од тој стариот звук, но ете тие измени се во ска звукот кој кај нас мислам дека е доста популарен, се слуша, ја нема таа сцена која што има низ Европа, веќе неколку пати тоа го кажуваме по радио и по телевизија. И малку се тука стагнираме во работата и се надеваме дека барем за еден месец ќе бидеме спремни повторно да настапиме. Еве се спремаме за снимање спот сега, па ќе видиме што ќе испадне. Колку песни има бендов? Има шанса да излезе албум 10 на песни, обично требаат за тоа? Проблемот не е во песните, односно во минутажата, проблемот е во финансиите кои секогаш. Затоа што знаеме какви се условите, може да се уверат и гледачите дека пееме на еден микрофон, јас пеам и дувачите се на еден микрофон. Малку е тешко се сноѓаме, но се надеваме со некоја поддршка финансиска, некој спонзорство дека ќе успееме. Имаше некои преговори, ама пропаднаа оваа година. Добро, пред малку ми кажа дека преку интернет си контактирал со некои музички компании, излезе нешто од тоа. Па да, интересно е тоа, морам да го кажам што овде ваквите бендови не се игнорирани, ама може да се каже дека се запоставени оваа сцена, целата рок н рол. Луѓе помогнете им на ваквите како нас бре. И ете, дојдовме до интернет адреси на неколку ска компании низ Европа и во Америка. И добивме одговор, не успеавме да ја пратиме снимката, случајно испадна тоа, ја пратиме само пораката и дојде одговор да пратиме неколку песни за одредени компилации таму, некои ска, панк, хаце компилации, па ќе видиме. Таму ја гледаме шансата. Сега за сега овде не постојат ни адекватни дискографски куќи кои што и менаџери кои би се зафатили да го работат тоа. И да ни помогнат на нас бре луѓе, бе, помогнете ни. Тоа само. Добро, среќа, ќе се видиме идниот пат. Со повеќе концерти. Тоа е Борче, фати го малце, Борче го заборавивте.
Супер Хикс, Супер Хикс, Супер Хикс. Тоа.